Господине Крмов, ја слуша ваша дискусија. Значи, она што можеби ние како опозиционери го гледаме, власта сигурно не го гледа, ама мене ме зачудува односот на колегиве од Алијанса. Имено, политички хазард е четвртата година од власт, од владење на било која политичка структура во државата, да влегуваш во власта. А предходно да се само себе промовираш како најголема опозициона партија која што претендира да го сруши овој канцер, како што тие го нарекуваат дуи, од власт и уште многу други погребни зборови во изминатиот период. Јас обично сум многу внимателен кога давам изјави, затоа што знам дека ние политичарите сме мета на јавноста и дека она што денес го кажуваме многу лесно може да се најде и по некоја временска дистанца и за истото да бидете прашани како толку диаметрално спротивно го сменивте ставот и ќе мора да одговарате. Гледам дека колегиве и не само колегиве кои што сакаат да сменат страна и овие од власта како некоја мантра спомнуваат дека е потребно да се изгради Европски фронт за европската иднина на државата. Ама има и паметни луѓе таму во овие политички партии, знаат дека ова што го зборуваат и сами себе не можат да си го поверуваат, а не да убедуваат некои други луѓе, имајќи во предвид дека многу скоро излезе многу релевантен документ од Евротинк, Центар за европски стратегии, една анализа, анкета која што се вика Еврометар и која што доколку некој кој што разбира да чита анкети и да работи со бројки, а има такви луѓе во оваа политичка структура, многу лесно може да се види на каде оди работата. Анкетата и бројките се екзактна наука и точно укажуваат што е она што се случува. Јас ќе го искористам само еден дел од оваа анкета, каде што се прашува што мисли за тоа како државните институции ја водат борбата против корупцијата. 51% сметаат дека потполно лошо ја водат и 20% е веднаш со оцена, значи двојка. Тоа е 71% што сметаат дека на лоша страна оди политиката. Да влезеш во влада во која што граѓаните сметаат дека институциите водат лоша политика е хазард.